Завршувањето на книжевниот фестивал Bookstart еве повторно со уште една промоција, повторно во режија на книжевниот центар Антолог. Овој пат ви носиме гости од Италија, ги носиме италијанските автори Франческо Сорти и Рита Моналди. Низ една нетипична атмосфера, би рекла, за една книжевна промоција, ќе не водат низ еден разговор професорката Анастасија Ѓурчинова и новинарката Јасна Вранговска. Јас не ви должела многу, би ве препуштила на разговорот, секако дека ќе можете и вие да се уклучите во дебатата и да поставите прашања, така уживајте. Добро вечер. Јас припаѓам во онаа категорија читатели што ги сакаат историските романи и кога Жарко од Антолог го најави појавувањето на имприматур, веднаш ми порасна степенот на заинтересираност. Мислам, од времето кога знаев по нешто латински во средно училиште, сум запамтила само Хабемус Папа. Меѓутоа, насловот на романот ме вовлече во едно мало истражување и кога прочитав дека имприматур, насловот на романот што го промовираме вечерва, всушност означува одобрување на црквата за објавување на книга и од латински директно преведено значи нека се печати, веднаш се заинтересирав уште повеќе. Мислам, новинар во ова време со ваква новинар во денешно време, во актуелно време, со ваков предизвик веднаш може да се смета за инфициран до 150%, повеќе од 100%. Овој роман веќе не се печати во Италија. Тоа беше дополнителна интрига за мене, затоа што по неговото прво издание во 2002 година, кое доживеало голем успех, и го промовирало како една од најчитаните книги, прво во Италија, а потоа и пошироко во Европа, веќе не бил повторно реиздаден во земјата на чиј јазик е напишан. Денес новите тиражи ги печати холандски издавач. Значи, книгава со сите можни најави што можев да ги пронајдам за неа, не беше само една импозантна историска приказна во најава, какви што мене како читател ме интересираат, туку беше една своевидна парадигма на времето што сега го живееме. Затоа во изборот на податоците за книгата ќе се обидам да објаснам и зошто ја примив така на таков начин. Значи, Рита Моналди е италијанска новинарка и писателка, што би се рекло некој вид колешка, која во соработка со нејзиниот сопруг Франческо Сорти напиша серија на историски романи. По првиот имприматур следуваат и Секретум и Веритас. Нивните наслови го почнуваат со завањето на реченицата Имприматур, Секретум, Веритас, Мистериум, Уникум, што во превод би значило дури и кога тајната е објавена, вистината останува мистерија. Единствено освен што би рекла дека една состојба типична и за нашето актуелно време во кое се е познато, а сепак ништо навистина не се знае. Во имприматур Моналди и Сорти откриваат една голема тајна која долго време била очигледно успешно прикривана на маргините на историјата. Се почнува на 11 септември 1683 година. Годината е историски прецизна. Датумот и месечот предпоставувам не случајно се символични во модерното време, барем од 2001 година наваму. Рим е град на работ. Во времето на романот, граѓаните нервозно очекуваат вести за исходот на битката кај Виена, каде исламските војски на Отоманското царство ги држат под опсада бранителите на католичка Европа. Една мистериозна смрт во една гостилница на работ на Ватикан внесува голема возбуда во тој микросвет. Отров ли е, чума ли е, што и да е во прашање, гостилницата е ставена под карантин. Помеѓу задржаните во тој принуден карантин е и мистериозниот јунак на овој и на серијата романи што следуваат, Ато Мелани, кастрат, оперски пејач, шпион во служба на францускиот крал. Тој е своевиден 17 вековен италијански Шерлок Холмс.
Со помош на неговиот млад придружник, потенцијален римски доктор Вотсон, тој открива тајни премин кој ги води надвор од карантинот во кој што принудно се наоѓаат во подземните тунели под Рим и приказната почнува. Во атмосфера на барокен Рим, романот крвот ги преплетува верата, тајните, меѓународните завери, политиката, шпионажата, во чие средиште ќе се најде една од најдоброчуваните тајни на 17 век. Романот се чита со речиси неподнослива доза на неизвестност, вистински трилер е. Се одвива меѓу тајни подземни ходници, алхемиски лаборатории, со ловци на реликвии и илегални печатари, среде необични лекарски и кулинарски рецепти, додека на виделина полека излегува од секогаш прикриваната завера дека папата Инокентий 11 во средината на минатиот век и официјално признаен од Ватикан за светец, всушност тогаш во времето на романот, во залезот на 17 век, ги предава интересите на црквата, на католичката црква, за да наплати некои своји лични долгови од британскиот владетел Вилијам од Оранж. Тоа е класична, модерна приказна, би рекла, достојна за обсервација на било која ревностна антикорупцијска комисија или специјално јавно обвинителство. Значи, приказната, таква каква што е, фрла една нова светлина или подобно речено темна страна на Инокентий 11 и ја доведува во прашање чистотата на неговата душа и честноста на неговите намери. Начинот на кој што е објавена оваа тајна е богат со детали од времето во кое се одвива дејството и го манифестира истражувачкиот дух на авторите и нивното долгогодишно истражување на историските архиви. Значи, Рита докторирала на класична филологија и специализирала историја на религиите. Значи, особено го познава литургискиот говор на католичката црква. Асорди е музиколог и стручњак за барокна музика, автор на повеќе студии за операта на Рим во 17 век. Бил соработник на културни програми на италијанската државна телевизија Рај, каква иронија, и на Радио Ватикан. Затоа претпоставувам и романот е толку богат, со еден навистина филигрански бекграунд, со многу детали, во кој што дури има податоци и за мирисот, за облеката што била носена, за садовите што биле користени, за верувањата, за рецептите и за медицинските теории, но веројатно поради професионалниот бекграунд на нивните автори, тоа е еден и од ретките историски романи кои за целото време додека го читате произведува музика. Значи, вие го читате и слушате имагинарна музика, барокна, црковна секаква. Ова е навистина еден интересен сплет на вредности што прави од оваа книга интересно и читливо четиво, но за литературните патишта на романот сепак ќе го препуштам микрофонот на професорката Анастазија Ѓурчинова, таа е сепак поискусна. Јас сум само пасиониран читател. Благодарам.